civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Јас денес сакам да ја поздравам пред се темата на оваа дебата, односно начинот на кој што е дефинирана темата во оваа дебата, бидејќи ме инспирираше да презентирам идеи кои што се можеби за нијанса поразлични од она што е вообичаен наратив и она што вообичаено сме навикнале да го слушаме кога зборуваме за хибридни закани и за дезинформации, за лажни вести. Велам и го поздравувам насловот и начинот на кој што е дефинирана дебатата, бидејќи таму конечно гледам проактивност некоја, односно гледам едно големо за, наспроти едно помало против. Мислам дека сите ние кои што се занимаваме професионално или како општествена одговорност со информации, со јавно комуницирање, со односи со јавност, со влијание врз јавноста, премногу предолг период сме, грубо да кажам, заглавени во справување со негативни појави, негативни влијанија како што се дезинформациите и дека заборавивме помалку кои се работите кои што треба да ги промовираме. Велам, конечно видов во насловот зборуваме за автопат на одговорност, на отчетност, на одговорно комуницирање или пласирање на факти и информации. Наспроти, јас би рекол, оние мрачни тунели по кои што се создаваат и се шират лажните вести, кои што имаат за намера да предизвикаат опасност, штета врз јавностите и при тоа стануваат дезинформации. Во оваа насока ме охрабрува и начинот на кој што НАТО во последните своји јавни стратешки документи ја дефинира својата улога визави дезинформациите, па така НАТО во своите последни јавни определби по однос на стратешките комуникации вели ние не сме препознаени или не сакаме да бидеме препознаени по она против што се бориме, туку по она за што се залагаме или по она што го промовираме. И токму тоа е мојата теза денеска, дека општествените чинители кои што презеле одговорност и си ја зацртале својата улога дека ќе промовираат прогрес, факти, информации, напредок, соживот, диалог, разбирање, мора многу повеќе да вложуваат во каузите за, отколку во борбата против. Некогаш тоа е можеби едно исто, меѓутоа секогаш кога зборуваме за против и зборуваме за справување и одбрана и борба со, во суштина тоа е начин на действување кој што многу повеќе заплашува широка јавност, отколку што охрабрува широка јавност на едно проактивно и прогресивно действување. Сите ние, тука не се изземам ни себе си, нито изземам и владата од таа одговорност во пакување на наративот. Предолго зборуваме за борба против дезинформации, за справување со лажни вести, за одбрана од хибридни напади. Некако, велам, подзаборавивме на она што е нашата демократска агенда, она за што претходно сме се бореле заедно и по улиците, сега повторно велам за истите вредности од различни можеби позиции, меѓутоа мислам дека сите ние кои што застапуваме демократски вредности треба да обрнеме повеќе внимание на она за да охрабруваме, за да мотивираме, за да иницираме, за да ги охрабриме граѓаните да се приклучат на автопатот, како што велите и вие, на одговорно комуницирање со јавноста, наспроти бавењето со оние помрачните подземни тунели кои што продуцираат и шират
дезинформации со намера да предизвикаат штета врз општеството. Тоа ова никако не сме да биде сватено како обид за представување на штетата на дезинформациите во помало светло или на пониско ниво. Се разбира дека дезинформациите се огромна опасност, меѓутоа тие се тие кои што треба да се бават повеќе со нас, кои што имаме јасна, отворена, транспарентна, прогресивна агенда, и тоа е така. Тие кои што создаваат дезинформации ги создаваат за да штетат на прогресивните агенди. Затоа велам да балансираме повеќе и повеќе да зборуваме за нашите прогресивни агенди. И од тука нова дебата застапувам известен game change или промена на играта во јавниот наратив, и се трудам ова да го зборувам што е можно почесто, за да ги охрабрам сите чинители повеќе да зборуваат за промоција на нашите вредности и да действуваат во квантитет повеќе за промоција на нашите вредности демократски, отколку за уважување на моќта на дезинформациите. Ние сме на автопатот, тие се во мрачните тунели. Која е нашата приказна или која е позицијата на владата кога станува збор за промоција на отворена и транспарентна комуникација со јавност, промоција на или мејнстримизирање на фактите и информациите, визави справувањето со дезинформациите? 4 постулати основни. Прво, работење на зголемување на довербата помеѓу институциите и граѓаните, преку демонстрација и на одговорност, и на храброст, и на одлучност, и на лидерство и во политичките действувања, и во јавните комуникации. Второ, обезбедување на отвореност во комуникациите и интеракција, брзина во интеракцијата, во живо комуницирање со медиумите, брзо одговарање на оние кои што прашуваат и бараат информација, помагање на оние кои што се бават со факт чекинг, не преку партнерство или соработка со нив, туку преку брза комуникација и брзо одговарање на нивните потреби и на нивните прашања, обезбедување на вклученост и учество на сите заинтересирани граѓани, невладини организации, заедници во креирањето на политиките, односно постојана подготвеност на владата да слуша, да прифаќа, да разбира што е тоа што граѓаните, заедниците, невладините и го кажуваат. Точно е дека нема секогаш да се согласиме, меѓутоа мора секогаш да се ислушаме, за да можеме да процениме дали ќе се согласиме или нема да се согласиме. Не можеме да знаеме дали се согласуваме ако претходно не се ислушаме. И број 4, кревање на јавната свест, односно вложување на многу напори во заедничко спојување на силите на сите чинители во општеството со цел влијание врз свеста на граѓаните заради потребата од заедничко разбирање за одговорна комуникација. Зборувам за медиумска писменост, зборувам за промоција на факти и точни вести визави дезинформација, односно пренесување на оваа наша дискусија до што е можно поголем број на граѓани. Владата веќе си зацрта својата улога, рековте пред 2 години, тоа не е стратешки документ, не би го нарекол стратегија, тоа беше и се уште драфт акцијски план за справување со дезинформации. Гледате, за справување со дезинформации, владата сама го ставила тој негативен наслов пред 2 години. Лично ќе се заложам во сите следни комуникации да ја обезбедиме таа промена на наративот, за да има повеќе за, помалку против. Тоа е отворен документ, жив документ, во него стои дека ќе се воведе медиумска писменост во образованието во Северна Македонија и тоа се случува веќе со реформите во образовниот систем. Во него стои дека ќе се креира национална стратегија за активна транспарентност, истата е изработена и постои. Знаете дека од последно место во регионот по транспарентност испливавме, односно се избивме на прво место во транспарентност. Планираме да го задржиме тој тренд и одиме чекор понатаму, бараме механизми да ја спуштиме активна транспарентност и на ниво на општини. Се надевам и на ниво на понатаму и на поголема транспарентност и во правосудството, и таму забележуваме позитивни трендови. Меѓутоа зборуваме за активна политика на објавување информации
грубо кажано, истурање факти во јавноста пред очите на граѓаните, за да им биде потешко на оние кои што се бават со дезинформации, да се справат со автопатот од факти и од вестини. Велам дека тоа е документ кој што ги содржи овие процеси и тука сакам да ги повикам сите други чинители кои што не се државни институции, особено охрабрување мотивација повик до медиумските здруженија. Мислам дека можат многу повеќе да придонесат во промоција на одговорна комуникација, а со тоа и во справување со дезинформациите. Таму има сериозни експерти и организации кои што мрежуваат новинари, медиумски представници. Имаш одредени забелешки зошто владата била таа која што го промовирала или го инициирала процесот на справување со дезинформации. Тука немаме намера да отстапиме од нашата обврска и одговорност пред граѓаните. Напротив, ги мотивираме и другите да преземат такви лидерства. Спремни сме да се приклучиме на туѓи иницијативи. Немаме намера да монополизираме, меѓутоа имаме одговорност. Ако нешто другите не го прават, тогаш ќе го направиме ние. И не сме ни прва, ни последна влада која што сериозно се бави со оваа опасност. На крајот на краиштата Европската унија уште во 2018 зацрта собствена стратегија за справување со дезинформации, која што во 2020 ја нарече документ за промоција на демократски политики и вредности. Значи таму гледаме известна промена на наративот, повеќе за, помалку против. И исто така сакам да инициирам да што повеќе зборуваме за, ќе кажам, меинстримизирање на фактите, бидејќи во вакво време на дигитални медиуми и брзо информирање, јавни кампањи кои што промовираат факти и точни информации мора да има. Истите треба да бидат регулирани на јасен, транспарентен начин со заштитни механизми од злоупотреби на јавните средства и јавните финансии. Во спротивно, ако ги нема таквите кампањи, ризикуваме да издоминираат дезинформациите. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.